Por i kthehemi sërish në studio dhe tani radhën e ka të flasim për ndihmën juridike falas. Në fakt, ndoshta edhe keni dëgjuar si term, mirë po kur përmendet diçka falas, ndonjëherë mendohet sikur nuk është shërbim i duhur, nuk është i mirë po është e kundërta, sepse ndihma juridike falas mundson të gjithë qytetarëve që të mund të kenë qasje deri te informacione juridike, këshilla juridike pa paguar dhe pa u dëmtuar në aspektin financiar. Në fakt, ndihmë juridike falas mund gjejmë edhe tek shoqata e juristëve të rinj, të cilët e japin të njëjtën dhe ne pikërisht kemi një juriste këtu e cila do të na flet në këtë drejtim pak më shumë. E kemi Andrijana Markovska në studio. Dobro утро, dobro ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата. Прво прашање ќе ми биде како е да бидеш правник во Северна Македонија? Одлична професија, би ја препрачала на секој. Јас дипломирав уште во 2006 година и да, веќе долги години сум правник. Моментално работам во Македонското здружение на млади правници и наша основна цел е заштита на човекови права и владење на правото. Дали ние како општество ги знаеме нашите права, кои се наши права и кои се тие права кои што државата треба и мора да ни ги дава и да ни ги знае? Па не би рекла дека сите граѓани си ги знаат своите основни човекови права, кои права им следуваат, кои институции се надлежни или да им ги обезбедат тие права, каде може да се обратат за да ги остварат. Голем дел од граѓани им недостасуваат овој вид на информации. И затоа вакви здруженија како вашето се тука да помогнат на правен аспект. Да зборуваме, ние конкретна тема денеска ни е бесплатната правната помош, но да почнеме со тоа зашто е важна и што е бесплатната правна помош. Така, бесплатната правна помош е всушност правна помош која е финансирана од страна на државата и се обезбедува на оние лица кои поради материјалната состојба во која што се наоѓаат, не се во можност да се обезбедат стручна правна помош за решавање на нивните проблеми со кои што се соочуваат и на тој начин или да се ги заштитат своите права и интереси. Овој институт, ке го наречам, е многу важен за граѓаните, бидејќи на овој начин се обезбедува еднаков пристап до правда за сите граѓани, а особено за најранливите категории на граѓани. И бесплатната правна помош е регулирана и уредена со Закон за бесплатна правна помош. Значи, ова право, бесплатна правна помош, веќе е регулирана со закон и влегува ли во основните правни човекови права? Ги штити, да, основните човекови права на граѓаните. Да, вие рековте дека државата финансира, значи тоа значи дека вашето здружение го финансира државата за да давате правна помош. Како тоа функционира целото? Пошто често пати јас пред малку реков дека кога слушаме дека е бесплатно, често пати се мисли дека и не е толку квалитетно, пошто нели луѓето не плаќаат. Таков стереотип имаме. Така, ќе објаснам нели кои се видовите на правна помош кои што може да се остварат и што всушност вклучува бесплатната правна помош. Бесплатната правна помош е поделена во два вида. Едната е примарна, другата е секундарна. Ќе појасниме за да им биде нели појасно на гледачите. Правната помош е широк поим и не секогаш граѓаните имаат потреба од водење на определена судска постапка. Најчесто на граѓаните има потребно да добијат определена правна информација, правен совет, упатување одредено или помош при пополнување на определени образци или барања и поради тие причини е поделена на два вида. Значи примарната правна помош е всушност првиот вид на правна помош каде што граѓаните можат да се обратат и да добијат како што кажав, правни информации, правен совет, например да се упатат која институција е надлежна да одлучува по тоа право, кои документи се потребни нели да ги поднесат кон барањето за да не лутаат кон низ правните лавиринти, кои се роковите, например, по кои треба да се одлучи по тоа нивно барање, доколку се одлучи негативно, кои правни лекови може да ги искористат за да го остварат својата права и така натаму. Исто така во примарната правна помош нели напоменав дека спаѓа и помош за пополнување на определени образци. Тоа е, например, да се поднесе представка до народен правобранител, доколку
им е повредено некоја нивно човеково право, па натаму представка до Комисија за спречување и заштита од дискриминација доколку граѓаните се дискриминирани по некој основ. Вториот вид е секундарната правна помош и таа е конкретна правна помош која што ја дава исклучиво адвокат. Значи, ова е таа правна помош која што е финансирана од страна на државата, односно адвокатот се обезбедува преку Министерство за правда и адвокатот е регистриран за давање на бесплатна правна помош. Оваа правна помош нели е за водење на определена судска постапка и покрај тоа што ќе се обезбеди адвокатот кој што ќе ги штити неговите права и интереси, граѓанинот исто така ќе биде ослободен од плаќање на оние трошоци кои што настануваат во таа судска постапка, како што се на пример судски такси, вештачење доколку е потребно во таа постапка и административни такси. Значи, ако зборуваме за секундарната, прво, значи, ако почнува со бесплатна правна помош, воопшто клиентот не би требал да плати. Дали тоа ќе биде такса, вештачење или некој друг трошок? Так. Всушност, примарната правна помош е првичниот филтер, комуникацијата која што имаме, например, со граѓаните, за да утврдиме дали првен се работи за правен проблем, бидејќи нечесто се работи за некој правен проблем. Откако ќе го утврдиме правниот проблем со кој што се соочува граѓанинот и ќе утврдиме дека има потреба од водење на судска постапка, тогаш се пополнува барање за секундарна правна помош која што се поднесува до Министерство за правда, доколку граѓанинот ги исполнува условите за кои ќе ги споменеме кои услови треба да ги исполнува за да добие секундарна правна помош и на тој начин кога ќе му се обезбеди адвокатот, значи понатаму исто така е ослободен од плаќање на сите трошоци кои што ги носи самата судска постапка. Да зборуваме малку за примарната правна помош. Кои се така најчестите услуги со кои вие давате за примарната? Граѓаните најчесто се соочуваат со различни правни проблеми. Многу често кај нас се јавуваат граѓани за право од социјална заштита, за заштита на детски права, имотно-правните односи, семејно насилство, постапките за развод на брак и издршка на деца, заштита на права на деца, работните односи, така да најразлични правни прашања имаат граѓаните. Рековте дека секундарната се врши со адвокат. Примарната која дава? Примарната правна помош ја обезбедуваат овластени здруженија на граѓани кои што се регистрирани за бесплатна правна помош. Понатаму, подрачните оделенија на Министерство за правда, кои што ги има во скоро сите општини во нашата држава, како и правните клиники во рамките на правните факултети ги има во Скопје, Тетово, Штип и Битола. Додека пак секундарната правна помош, нели како што напоменавме, ја обезбедува адвокат и оваа правна помош ја одобрува Министерството за правда. Зашто е важно? Често пати ние што сме од правото знаеме дека судските процеси се долги, но и се скапи истовремено, особено ако одиш со приватен адвокат. Зашто е важно и за примарната правна помош да биде бесплатна и луѓето да можат да прашаат што сакаат и да не платат за истото? Да, како што кажав на почетокот, многу често на луѓето има потребно само определена некоја правна информација, правен совет. Како, например, не знам, за определено право од Законот за социјална заштита, еве, ке го земам, на кој начин може да остварат гарантирана минимална помош. Најчесто голем дел од луѓето не знаат, например, кои документи се потребни за да може да се поднесе тоа барање. Доколку се неуки, не само можности да го пополнат самостојно тоа барање, значи, многу е битна оваа помош, бидејќи на тој начин им се помага на граѓаните да го пополнат барањето, да им се напомене кои документи нели се потребни, каде треба да го поднесат точно тоа барање за да не лутаат и примарната правна помош е навистина од голема помош. Дали мислите дека дали би бил тој некој предмет или некој обука да се вметне во образованието за да ние како граѓани да научиме за институциите, за нивните надлежности од кога сме млади, за да не дојде во ситуација, например, некој што веќе поминал живот да не знае нешто многу базична информација. Токму тоа се напорите на правните клиники кои што се во рамките на правните факултети, студентите уште во текот на своето студирање да се запознаат со Институтот за бесплатна правна помош и колку е битно
луѓето граѓаните кои што се во неповолна материјална положба да можат да ги остварат и да си ги заштитат своите основни човекови права. Не напоменав дека примарната правна помош всушност се обезбедува на сите граѓани, им следува на сите граѓани, без оглед на нивната финансиска и материјална положба во која што се наоѓаат, додека пак за секундарната правна помош е потребно да се граѓанинот да исполнува определени услови. Кога ќе се утврди дека има потреба од водење на определена судска постапка, тогаш се пристапува кон делот да се утврди дали ги исполнува условите за да се поднесе тоа барање за бесплатен адвокат. Тие услови се поделени, да кажем, во 3 критериуми. Тоа е имотната и материјалната состојба на граѓанинот, како и дали правното прашање спаѓа во Законот за бесплатна правна помош. Кога збориме за имотна и материјална состојба, тоа е врзана со приходите на барателот, односно дали барателот живее сам или пак живее во заедничко домаќинство со останати членови на семејството. Најчесто тоа е врзано со доколку барателот е сам да нема приходи поголеми од минималната месечна нето плата што е утврдена, или еве пример ќе дадам за 4 члено семејство, доколку за да им се одобри бесплатна правна помош, не треба да надминуваат износ повисок од 39.000 денари месечен приход кој што го прима тоа домаќинство. Вториот услов што го спомнавме е имотот со кој што располага барателот. Освен имотот во кој што живее, кој што во негова сопственост, барателот и членовите на неговото семејство може да имаат и друг имот, например, кој е до 300 метри квадратни во град Скопје, 500 метри квадратни во останатите општини или пак 5000 метри квадратни во рурални средини. И тука исто во имотот спаѓа и дека може да поседува патничко моторно возило кое што не е поголемо од 1200 кубни сантиметри. Третиот критериум што го напоменав е правното прашање мора да биде оправдано, односно да е предвидено во Законот за бесплатна правна помош. Во принцип, голем дел на правни прашања опфаќа Законот за бесплатна правна помош, здравство, образование, социјална заштита, пензиско, инвалидско, работни односи, имотни спорови, дискриминација и слично, док ги напоменам оние прашања кои што не влегуваат во Законот за бесплатна правна помош. Тоа се предмети поврзани со клевета и наврада, царински работи, прекршочни постапки, потоа имотните спорови кои што се водат во управна постапка се поврзани со денационализација, легализација, експроприација и најголем дел од кривичните постапки исто така не спаѓаат во Законот за бесплатна правна помош и јавните и комуналните услуги да не ги заборавам. Сите останати правни прашања припаѓаат во Законот за бесплатна правна помош и граѓаните може да се обратат и да добијат бесплатна правна помош. Тоа мене следно прашање ми беше дали е некоја поделба за тоа ако се жртви или пак ако се сторители, ама значи кривичните... Да, за сторителите не следува бесплатна правна помош, додека за жртвите на кривични дела, например за надоместок на нематеријална штета настаната од некој таков тежок кривичен настан, да. Некоја мала дилема, дали овие приходи кои што вие веќе ги спомнавте, дали се реални во животот кој ние веќе живееме, кој што 30.000 денари не се многу за да или пак и не се тоа минималната плата, пошто ние знаеме дека минималната кошница веќе е над 1000 евра. Дали мислите дека овие би требало да се сменат, нели приходите да се покачат можеби? Со оглед дека е поврзано со минималната нето плата, која што понатаму се зголемува за 20% за секој нареден член, со секое покачување на минималната плата, нели се зголемува и прагот на приходи кој што би можел да ги има старателот. Така да последната минимална нето плата мислам дека беше во месец април, кога не се лажам 2024 година, кај што е утврден прагот и се земаат во предвид овие средства. Понатаму доколку нели расте минималната плата, исто така ќе се зголемува и тука прагот при утврдување на тоа дали ги исполнуваат условите. Значи фер. Можеме да кажеме да, бидејќи овој закон вствари што зборуваме денеска е измените се донесени во 2019 година. Претходниот закон кој што важеше до 2019 година имаше многу поригорозни услови во делот на
обезбедување на бесплатна правна помош. Со овој закон можам да кажам дека навистина е улеснат пристапот и поголем број на граѓани можат да бидат корисници на бесплатната правна помош. Мене ме интересира дали имате можеби ни податоци, но вака општо кои се тие што барат најмногу правна помош? Дали се млади, дали се жени, мажи или пак по етничка група? Дали имате вакви податоци? Имаме ние податоци, водиме секако во нашето здружение, бидејќи сме обврзани да поднесуваме и месечни извештаи до Министерство за правда во однос на правната помош која што сме ја дале. Меѓутоа сега во моментот можеби не би знаела точно да ви ја кажам бројката, меѓутоа многу поретки се лицата кои што се помлади, да кажам од 25 години кои што се обраќаат за правна помош. Најчеста категорија на граѓани ни се од 25 до 50 години, исто така и пензионерите ни се доста застапени. Ако ве прашам која би била најчестата правно прашање, која би било, дали тоа би било од социјален карактер, имотен? Во принцип највеќе се од социјален карактер, бидејќи граѓаните кои што се во таа положба во која што се наоѓаат најчесто не си ги знаат своите права и не знаат на кој начин можат да ги остварат. И Законот за социјална заштита нуди повеќе права кои што граѓаните можат да ги остварат. Најчесто би можела да кажам дека се од социјална заштита прашања. Често пати кога спомнуваме бесплатна правна помош, во денешно време кога ние многу често за жал сведочиме на кривични дела кои што се однесуваат на родово базирано насилство, семејно насилство и така натаму, и на бегалци, дали овие две категории ги покривате со бесплатна правна помош? Да. Можеби не напоменав, при гледање на условите дали се исполнуваат условите за бесплатна правна помош, постојат определени правни прашања каде што воопшто не се земаат во предвид овие критериуми, односно не се утврдува дали граѓанинот ги исполнува условите од материјална и финансиска природа. Едно такво правно прашање се жртвите на семејно насилство, каде што доколку имаат потреба од покренување на судска постапка за привремени мерки од заштита од семејно насилство, им се обезбедува адвокат без да се земаат во предвид дали да се утврдува дали ги исполнува условите од материјална и финансиска природа. Значи само за мерките зборуваме или пак само и за процесот во социјално? Само за мерките. Да, само за мерките без утврдување на финансиска и материјална состојба понатаму или за покренување на постапка сега, ако сака развод на брак, или издржка на деца, алиментација и слично, се земаат во предвид условите кои што треба да ги исполнува. Бегалците е една друга тема и често пати се зборува или се загрозена категорија на луѓе. Дали работите со нив? Ние како здружение, да, долги години работиме со оваа категорија на лица и исто со новите измени кои што влегува во Законот за бесплатна правна помош и на барателите на азил исто така им следува бесплатна правна помош. Прашање за сите што можеби не гледаат и сакаат да знаат како можат да стигнат до вас. Нашето здружение има телефонски број 072 223 963 на кој граѓаните можат да се обратат секој работен ден во работно време за да им се обезбеди бесплатна правна помош. Останатите информации за останатите здруженија на граѓани кои што овозможуваат бесплатна правна помош, исто така и подрачните оделенија на Министерство за правда, ќе можат да ги најдат на веб страната на Министерство за правда. Ние сме вака при крај на разговорот, сакав првично да ве прашам дали има нешто што не сме зборувала, кое што е важно за правната помош? Мислам дека опфативме голем дел од работите кои што е битно нели да ги знаат граѓаните. Ова се некои најосновни битни информации кои што би им служеле нели на гледачите доколку имаат потреба од бесплатна правна помош, да знаат каде може да се обратат, кои се условите нели што би требало да ги исполнуваат, на кој начин истата би можеле да ја добијат, за какви правни прашања и проблеми нели може да се обратат. Точно. За крај, не знам дали имате некоја порака за сите наши граѓани, пошто знам дека кога се зборува за судски процеси за право, има некоја така страф од непознаење на закон и така натаму, дали тоа би требало да не загрижи?
не би требало да ве загрижи. Добро познатата изрека она дека можеби правдата е спора, меѓутоа на крај излегува на виделина, така да сите оние кои што се соочуваат со правен проблем или знаат дека на некој начин им се повредени нивните основни човекови права, значи е потребно да се борат за да ги остварат истите. Благодарам многу што бевте дел од емисијата. Благодарам и на вас на поканата.